Од оваа тема одиме на тема климатските промени. Именно денешниот ден е поврзан токму со таа тема. 4 ноември, светски ден за борба против климатските промени. Ке добиеме одговор на прашањето зошто тие денес се наша реалност. Со оглед на тоа и вчера коментиравме и со колегата Спасе Јовановски, денес и со нашата Ивона Арсовска, дека навистина за ноември ова се малку нетипични температури, да има и толку многу сонце и температури до 20 степен. Оли, добро утро, тие предаваме тебе палката, повели. Така, добро утро еден и на вас во студиото. Поздрав и до сите гледачи на нашата утринска програма Ја сакам Македонија. Токму така како што спомена во самата најава, денешниот ден 4 ноември во календарот на меѓународните одбележувања означава како светски ден за борба против климатските промени, односно ден за подигнување на свесноста за намалување на тие емисии на јаглерод во атмосферата, кои што се главна причина за климатските промени, глобалното затоплување, така наречениот ефект на стаклена градина, но повеќе детали ова утро во духот на денешниот ден за тоа поради што настануваат климатските промени и како би требало да изгледа борбата против истите. Ово утро ќе ни спомене доктор Пице Ристевски, кој што е експерт за климатологија и применета метеорологија. Добро утро и добро утро на нашата утринска. Добро утро и благодарам што сте тука со мене. За почеток на овој разговор, поради што настануваат овие климатски промени? Која е логата на тие емисии на јаглерод во атмосферата, кои што се нели по зачестени токму во создавањето и причинувањето на овие климатски промени? Климатските промени се причината претежно не се само јаглеродниот диоксид, туку и сите елементи на стаклената градина, озонот, водената пареа, хлорофлуорокарбонатите и така натаму. Тие се причината за глобалното затоплување, односно проблемите што се однесуваат на промените на климата воопшто во светот и во одредени региони Споменате дека тие емисии на јаглерод, на озон и на други стакленички гасови представуваат причина за овие климатски промени, но што тие суштински прават овие емисии во атмосферата? Како се доаѓа до тој така наречен ефект на стаклена градина, кој што е познат како феномен во природата? Количеството на CO2 и другите стакленички гасови е 1% од вкупниот елементи во атмосферата, во кои влегуваат CO2, понатаму одат озонот, кислородот 21% и 78% се други материи. Проблемот е во тоа што низ атмосферата проаѓа сончевите зраци и воопшто ја загреваат атмосферата, тие го задржуваат количеството на материи кои доаѓаат од сонцето и ја зарабуваат сончевата топлина и светлина. Таа сончева топлина која што се зарабува, претпоставувам дека представува причина за тоа глобално затоплување, за тоа нагло зголемување на температурите секоја година по малку. Колку во изминативе години е зголемена температурата на земјата? За колку годишно се зголемува истата? Од прилика до сега 1 степен од почетокот на индустријската револуција и зголеменото количество на овие стакленички гасови. Тоа е врз основа на на резултатите од глобалното атмосферско бдење кое е во светот, организирано од Светската метеоролошка организација и станиците кои ги следат овие компоненти, покажано е дека има корелативна врска помеѓу овие резултати кои се наоѓаат во Мауна Лоа, Северниот пол, Јужниот пол и така натаму, дека има корелативна врска и тие покажано е дека постојат поврзаности меѓу овие елементи на стаклената градина и глобалното затоплување. Температурата на земјата се зголемува и тоа претпоставувам дека се носи со себе и други разорни ефекти, пример со самото зголемување на температурите се топат и ледниците, и дали тоа е причина и за тоа се почистите поплави кои што настануваат низ целата планета?
Па има и врска и со поплавите, меѓутоа зачестени се топлотните бранови. Ние сме сведоци во изминатиот период дека ние и на нашата територија сме имале зачестени топлотни бранови. Минатата година, оваа година, кај што сме регистрирале многу големи количини високи температури на воздухот. Нарочно е 2007 година кога е надминат македонскиот максимум на температурите на воздухот, 2012 година и така натаму. Меѓутоа се зголемуваат и бројот на сушите и сушните периоди и намалувањето, а не на поплавите на територијата на Балканскиот полуостров имаме зголемено на некој начин суши и сушни периоди, а во други области се јавуваат одредени поплави и поплавни бранови. Нагли климатски промени се своди некако во екстремни, мислам дека немаме некое годишно време при кој што ќе бидат умирени тие температури, туку се оди од премногу топло кон премногу студено време и некако тоа претпоставаме причина за тие климатски промени, а некако во изминативе години државите, посебно од Европската унија, водат сметка за тоа да ги намалат тие емисии на јаглерот и на други стакленички гасови во атмосферата и потпишуваат определени протоколи, договори кои што се образуваат на некои амбициозни цели за намалување на тие емисии. Кои се така попознати меѓународни протоколи, договори кои што имаат за цел да ги намалат емисиите на стакленички гасови и која е нивната цел, за колку тие да ги намалат, до кое ниво да дојде? Главна водилја на сите овие активности преку Светската метеоролошка организација и Организацијата на Обединетите нации за животна средина се 3 конвенции. Една од тие е Конвенцијата за климатски промени, Рио 92, значи од 1992 година, Конвенцијата за суши и опустенување и Конвенцијата за биодиверзитетот. Преку овие конвенции се насочуваат државите подписнички на овие конвенции да се прилагодат према тие активности кои се подпишани. Така да ние во Македонија имаме досега изработено 4 извештаи 2003, 2008, 2013 и 2023 година, преку кои е покажано колкави се количествата на загадувачки материи од доменот на овие стакленички гасови и нивното влијание врз климата, климатските промени и така натаму. Инаку во светот постои меѓународен панел за климатски промени кој имаше состанок во Рио во 1992 година каде беа собрани околу 20.000 учесници, новинари, експерти и така натаму, каде се донесени овие конвенции и понатаму се прилагодува према овие конвенции во кои ние сме подписнички на тие конвенции. Како стоиме ние како држава во споредба со останатите држави кои што претпоставуваме, ќе земам пример од регионов Словенија, која што гледам дека доста работи на таа оддржлива енергија, на тоа намалување на тие емисии на гасови од јаглерод во погледите кај нас, дали ние доволно ги намалуваме тие стакленички гасови во атмосферата или пак треба уште малку повеќе да работиме? Во последно време веќе постои одредени големи активности во однос на користење на сончева и ветрова енергија. Има одредени паркови, ветерни паркови и во последно време и сончева енергија која е регулирана со одредени закони и на некој начин во таа насока се оди и преку користење на хидроне енергија и други обновливи видови на енергија. Благодарам многу за овие разговори, за овие споделени информации во духот на денешниот ден за поефикасна борба против климатските промени. Ви благодарам јас што ги споделивме одредени вака само бегло одредени активности, иако треба да му се посветува во нареден период поголемно внимание. Благодарам уште еднаш. А ние, Елена и Иван, доколку имате некое дополнително прашање, во прилика би се одјавиле до следното вклучување во живо.
Оливер, ти благодариме. Благодарности до доктор Пеца Ристевски, експерт за климатологија и применета метеорологија. Денеска го одбележуваме светскиот ден на борба против климатските промени.